Заканите на Иран дека по нападите од САД ќе го затвори Ормускиот теснец низ кој дневно поминуваат 30% од светската сирова нафта која се тргува по море и 20% од течниот газ кој 80% е наменет за Азија, а 20% за Европа, може да влијае на инфлацијата и да ја влоши економијата во Македонија. За економистите, ако кризата околу теснецот биде краткорочна, тогаш ефектите би биле помали. Сето тоа може да предизвика висок ризик или поставување на ризиците во однос на глобалната стапка на инфлација, а тоа значи подигнување на цената на глобалните пазари на нафта на едно повисоко ниво, да очекуваме дека тоа нема да трае долго и да ескалира состојбата, но никој не може со сигурност тоа да го предвиди. За професорот по политички науки Огнен Вангелов, затворањето на теснецот би ја трансформирал кризата од регионален судир во глобално безбедносно и економско прашање. Ова би значило дека САД и сојузниците би реагирале не само поради нивната позиција во регионот, туку поради обврската да гарантираат слободна пловидба во една од најважните економски артерии во светот. Таквата интервенција би носела ризикот по натамошно ширење и ескалација на конфликтот, особено ако има директни судири меѓу американската војска и иранските сојузници во регионот. Од геополитичка перспектива, ваквиот потек би го продлабочил расцепот меѓу големите сили, додека Западот најверојатно ќе го осуди затворањето на теснецот како акт на економско уценување и дестабилизација. Дел од незападниот свет, посебно Русија, Кина, други земји од БРИКС, како и генерално земјите од глобалниот југ, би биле многу повнимателни во реакцијата, може би дури и отворено критични кон западната агресија која го предизвикала самиот конфликт. Ова би го отежнало дипломатското решавање на конфликтот. Професорот Наумовски пак посочува дека клучна опасност од оваа криза е колку таа ќе влијае врз глобалниот економски раст. Македонија мора исклучително да биде внимателна и да следи што се случува кај нашите најголеми трговски партнери. Тука секако ризиците мора и да ги поставиме од другата страна врз германската држава, германската економија, во насока на тоа што ние сме директно зависни од оние фабрики кои работат и кои извезуваме во насока на техничко-индустријските зони. Македонија извезува над 43% од производите и услугите во Германија, а во Европската унија околу 70%. Професорот Вангелов вели дека евентуалното затворање на теснецот не мора да значи нужно долготрајна акција, туку може да биде калибриран како сигнал за принуда за враќање кон преговори. Затворањето на Ормускиот теснец би било многу повеќе од воен одговор на Иран. Тоа би било еден вид политичка порака за границите на толеранцијата и за прераспределбата на глобалното влијание, како и за слабостите на постојниот меѓународен поредок кој се потешко одржува равнотежа меѓу силата и правото. Дел од експертите очекуваат пак Израел да оди до крај со нападите и во обидот да ја урне владата во Техеран. Сепак нејасно е колку има реална основа за ваква промена.